Како се викаат луѓето што јадат месо? Месојадци. А како се викаат луѓето кои не јадат месо? Пензионери. Овие шеговити прашања и одговори најдобро ја отсликуваат суровата реалност со која се соочуваат пензионерите со најниски пензии во државата. Нешто да се промени како да нема шанса, бидејќи протестите барем засега не даваат конкретни резултати. Од 1 октомври почна исплатата на септемвриската пензија зголемена за мизерни 6,8%, колку што властите пресметале дека изнесува усогласувањето со трошоците за живот и со просечната плата. Нема линеарно зголемување од 3500 денари како можност оние со ниски пензии да фатат залет, а нема ни минимална пензија од 300 евра. Податоците од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување за август вела дека просечната пензија изнесувала 19.062 денари. Истиот месец бројот на пензионери е 336.806. Најголемиот дел се со старосна пензија 233.883, со право на семејна пензија се 75.493, додека инвалидска пензија користат 27.430 лица. Најниските пензии се во распон од 11.897 денари до 15.250 денари. Статистиката произлегува од реалноста, но само оние 97.033 пензионери знаат кои умешности се подобри за врзување на почетокот и крајот на месецот со примања до 13.300 денари. Пензии до 16.000 денари имаат 60.454 лица, а до 22.000 86.719, или околу 200.000 пензионери се принудени на живеачка со пензии кои се под минимумот од 18.000, што се поставува како барање на протестите. Износи повисоки од 22.000 денари добиваат 92.600 пензионери. Меѓу нив се 1.532 корисници на максималните пензии кои се движат од 48.304 до 69.803 денари. Откако почнаа протестите, гласно се зборува и за чланарината од 30 денари и за задршката на 150 денари наменети за солидарниот фонд, од кој потоа на семејствата на починатите пензионери им се исплаќа посмртнина во износ од 30.000 денари. Пензионерите се сомневаат дека со парите што се слеваат во Сојузот на пензионери не се работи домаќински, дека се привилегија за малкумина. Во прилог на тоа се искажаните барања тие суми да се издвојуваат, да не се насочуваат кон Сојузот, а се работи за средства кои достигнуваат износ од околу 1.850.000 евра на годишно ниво. Пари кои се трошат од 5-6% од вкупната бројка на така наречени членови.